Денеска советниците ја одржаа 8-та редовна седница на која беа изгласани сите точки од дневниот ред. Советниците ги разгледаа и усвоија завршните сметки на општинските основни и средни училишта, на библиотеката Искра, како и годишниот план за вработување во средното општинско училиште Гошови Кентиев. Покрај овие точки беше изгласана и завршната сметка на буџетот на општина Кочани за 2021 година, како и годишниот извештај на општина Кочани за 2021 и буџетскиот календар за 2022 година. По завршување на 8-та редовна седница на Советот на општина Кочани, советниците ја продолжија 7-та седница, која што беше прекината во месец февруари. На почетокот на седницата, на предлог на советниците од опозицијата и независниот советник Венко Крстевски, двете точки кои што се однесуваа на комуналното јавно претпријатие Водовод беа преместени за наредната седница поради тоа што немаше представник од комуналното јавно претпријатие Водовод. Последната точка од дневниот ред, која што се однесуваше на организирање јавна трибина за загадување на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката Пепармил, беше на дополната по барање на советничката од Левица трибина да се организира најдосно до 31 март. Истата беше усвоена и изгласана. Останатите точки од дневниот ред беа изгласани од страна на советниците во Советот на општина Кочани.